بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, znači na вториот дел рече дека треба и не се задолжени нас три работи, што треба да ги научиме и да ги ставиме во пракса. Првата работа учивме пред 2 дена, значи дека Аллах субхана ва таала халакана ва разакана ва лем ятрукна хамела, дека Аллах џелешану не створи, не само што не створи, туку неговата милост и правда ни даде нас ризк, и после тоа не остави Аллах џелешану узалу без никаква значи задача, бел арсала илейна расула, повеќе испрати кај нас пекамбер, посланик. Зошто тој посланик? За да ни покаже тој посланика како ние Аллах субхана ва таала да го обожаваме. Како ние Аллах субхана ва таала да го обожаваме. И тој посланик, кој му се покорува на тој посланик, значи последниот е Мухамед салаллаху алейхи ве селем, кој му се покорува нему, има да влезе каде? Ел џенна. И кој му се спротивставува нему, не е послушен спрема него, дахала нар, ќе влезе во пеколот, во огнот. После тоа, ова беше првата работа. Втората работа, што вели шейх Мухамед ибн Абдул Ваххаб рахимахуллах, втората работа е анна Аллаха ла ярда ан юшрака ма'аху ахадун фи ибадатихи. Втора работа што треба да ја знаеме добро, дека Аллах субхана ва таала не е задоволен и не сакат да му се прави нему ширк, значи здруженик во ибадетот. Значи не знам, ла меликун муқарраб, не ни едно мелаче што е близко кај Аллах џелешану. Значи тоа ширк, правење здруженик на Аллах џелешану, ова не го сакат Аллах џелешану, ни со најдобрите створенија да се прави. А како е тогаш со најлошите створенија кога се ој? Значи тој може да беше расипан човек, грешник човек, не кланел намаз и тој кај неговиот гроб и му се молат нему. Значи кога Аллах џелешану не дозволува да му се прави ширк другар нему со најблиското мелаче и со еден расул, со еден посланик, значи ни со Џибрил алейхиссалату васелам, ни со Мухамед салаллаху алейхи веселем. Значи Аллах џелешану не е задоволен, не сака да му правиш ти нему здруженик, другар во ибадетот. Ни дури со мелачината што се најблиско створение до Аллах џелешану, ни па со пекамберите. Ибн Кесир рахимахуллах вели, ако Аллах џелешану не сака значи да му се прави здруженик со најдобрите створенија, како е тогаш да правиш здруженик на Аллах џелешану со најзаблудените створенија. И затоа денеска многу исто го потребуваат, зашто ние сме во вистина непознавачи на исламот во прва работа. Втора работа, исто не го знаеме јазикот наш добро. Тој јазик што збориме, не го знаеме доволно тој јазик да го збориме. Јас не мислам тука не го знаеме да збориме, не знам да се разбереш на пазар и на работа. Не. Вакви работи, значи кои идат верски работи што се прецизно што бараат и што се опасни кога се изговараат. Денеска како велат повеќето млади на муслимани што се вика имат име Мухамед, Абдулла, Зубейр и не знам таму така натаму, вели јас го обожавам овој фудбалер. Јас го обожавам овај пејач. Ова зборот обожавам само за Аллах џелешану се употребуваат. Јас го обожавам, значи му правам ибадет на Аллах субхана ва таала. Ова обожавам, овај збор не се употребува за никој други, ни за Мухамед салаллаху алейхи ве селем, ни за Џибрил алейхиссалату васелам, освен за кого? Само за Аллах субхана ва таала. Затоа, значи, некогаш може човекот може да изговори збор што тој не му дава вредност на тој збор кај него, но кај Аллах субхана ва таала е огромен и има, значи, што тежи многу и може дури тој збор да биде причина за тој за секогаш да тоне во џахенема. Затоа, значи, треба да се учи и затоа Абу Бакр радијаллаху ан, што велеше, му праше дова на Аллах субхана ва таала да го чува од скришниот ширк, од тајниот ширк. Значи, вакви работи, овие зборови, или зборот ој тате, ој нане. Така е? Значи, некој се седнуваат на столица, ој тате,
Овмори мајко, така? Ние тате велиме во бабшишта. Овие се зборови, ако ти веруваш дека мајката или бабој ти што се умрени пред 50 години, може ли пред 20, 30, и ти прак го велиш тој збор, овај збор, и ти веруваш дека тој те слуша може тебе, излагаш од верата. Излагаш од верата. Затоа значи треба големо пазење, како може да се пазиш? Океј, го научиш ширкот. Зошто го учиме ширкот? Да правиме ширк? Не. Туку што? Да се чуваме од ширкот. Зошто пекамберот салаллаху алейхи ва селам не научи нас само теухид, туку не научи исто ширк. Зошто? Теухид да го ставиме, да го имплементираме во пракса, а ширкот да го научиме да се чуваме да не го расипи тој теухид. Зошто ти се ако земиш абдес, си зел абдес на најдобар начин, сите дела си ги миел по 3 пати. И тој е хадисот Усман ради Аллаху ан. И Мухамед ибн Шихаб az-Zuhri, еден од имамите на Селеф, шо вели? Вели овај хадис е најопфатлив хадис за намаз, за абдесот. Тој е хадисот Усман ради Аллаху ан. Што Сеид Кутуб збори за Усман ради Аллаху ан. Усман ради Аллаху пренесува од пекамберот салсам дека ги миел сите дела по 3 пати. Освен месхот на главата еднош. И Мухамед ибн Шихаб az-Zuhri, еден од што овја учител на имам Малик, Мухамед ибн Шихаб az-Zuhri е учител на имам Малик. Значи сватија ти за кој што избориме се, кога ти велеме овја учител на имам Малика, свати значи која положба на знаење имат Мухамед ибн Шихаб az-Zuhri рахимахуллах. Велит овја хадис најопфатен значи за намазот, за абдесот. Ако земиш на таков добар начин абдес и на крајот абдесот излагаат една капка урина. Капка моч. Или излагаат луфта од човекот. Што прави со тој абдес? Го расипуваат, го уништуваат, го анулираат. Иако може да беше една капка беше, го анулираат. Така и ширкот исто во теухидот, во ибадетот. Ти може да кланеш намаз, даваш зечај, постиш, правиш хаџ, даваш садака, помага све. Ама правиш ширк, сите тие ти ги расипуваат. Свативте се колку е ризична работава? Значи ова работа ако не сватиш, џабе ти се кланеш со текбири и си пушил брада до овде, џабе. Има луѓе со текбири се кланат илјадници години. И брадима поголеми од брадите наши, ама одат кај гробоите, низ Мароко да видиш, имаат облечени бели джелабија, бели кошули, ама тој ќе од кај гробот и колит овца кај гробот. Зошто? Вели дека во тој умрениот тука ќе му дај, зашто ја колит овцата за него, ќе му дај нему дете после. Да. Значи ова не изгледа смешно, ова е ризични работи се. Значи Аллах джелешану не примат да му се прави нему ширк, другар, ни со Мухамеда салаллаху алейхи ва селам, ни со Џибрил алейхи селам. Што е под нив? Не е во прашање, уште повеќе. Вад-делилу каулуху та'ала. И аргументот за тоа е говорот на Аллах субханаху ва та'ала. Значи ова што рековме што? Ова едукација е селефи едукација, брат. Не едукација шејхот рекол, оџата рекол, баба ми рекол, не. Вад-делилу. Аргументот за тоа. Значи он аргументи кажува. Тој вели нешто дека Аллах джелешану не сака да му се прави ширк. Затоа он ма донесува аргумент. Затоа донесува он аргумент. Ова е значи учење верата со аргументи, брат. Да бидеш во јасност, ти одиш со аргументи. И знаеш колку убав животот да имаш, да го живиш со аргументи, зашто секој чекор твој со сигурност, секој чекор твој со знаење. А оној што нема знаење, секој чекор е во колебање, во неизвестност. И тогаш срцето се мачи. Срцето не најдуваат кај него мир и спокојност. Делилу каулуху та'ала. Wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'a Allahi ahada. Навистина, џамиите се само за Аллах субханаху ва та'ала. Фала тад'у, немој да му се молите никому. Ма'a Allahi, со Аллах заедно, ахада. Ахада ова, никому. Ахада ова, некира арапски, некира. Значи, не е она, ја не знам како да го речам по наша, значи ахада, негирање, што не е, значи затоа треба арапски да учите, некира, ма'рифа.
Ma'rifa, slušaj dobro. Koristiš el ahad, ova je ma'rifa. Ahad, razlika je el i ahad znači. Kad koristiš rađul, čovjek. Ar-rađul, ovaj čovjek. Znači ovo ima razlika. Koga kažeš čovjek i ovaj čovjek. Tako i ovdje, znači ovdje se, ova ne samo za jedan ograničeno, za sve koje sve što postoji ne sme da se obožavat, su Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, da li bilo melače, da li bil pekamber, da li bila Siddiq, kako Abu Bakr radijallahu an, da li bila kako Omar radijallahu an i tako na tamo, Allah subhanahu wa ta'ala ne primat da mu se pravi nemu drugar vo ibadetot. Zašto? Zato što to je stvoritelj. To je stvoritelj i nemo mu pripađati ibadetot. Nikomu drug. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je stvoren. Džibril alejhi salatu vesselam je stvoren. I drugi te isto se stvoreni. Što? Ti je se robovina Allah dželešanu. I Allah dželešanu veli što? Za pekamberite? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Ja Muhammed, tebe ti je objaveno. I na ti ješ objav pred tebe. Znači, koji pekamberite? Što im ješ objaveno? La in ašrakta la jehbatanna amaluka. Allahu akbar. Ako praviš širk Muhammed, Allah subhanahu wa ta'ala na pekamberod. Ako praviš širk, tvojite djela se uništeni. Allahu akbar. Nije ova rabota, ova tri najviše tako shvatime. Teuhid i širk, poslije drugi te raboče. Ovi raboče se glavni raboče, što treba da se vsadat vo srcata na muslimanite. Poslije barajte šerijat i drugi raboče. Ako ti nemaš ova, ti u Afganistan velat, ejna nasrullah, kada je pomoć od Allah dželešanu. I poslušati Afganistancite tamo, talibancite, pušat cigari i odatke grobojte tamo, im se mola na tije beduinite tamo, Bedawi, ne znam kako, Abdul Qadir Džajlani, im se mola na grobovite nivne. Ti mu vidiš na Allah, kada je pomoć od tvoja, vam mu pravi širk na Allah dželešanu. Si bil mojte na vprašanje za vas strano? Nakrezen dela. Isto veli, znači, وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allahu akbar. I ke bidiš od zagubitnicita. Znači, ako praviš širk, ako nema problem. Ako praviš širk, na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se obratovat Allah subhanahu wa ta'ala. Ako praviš širk, znači, što ti se uništuva delata, ima da bidiš od zagubitnicite. Min el-khasirin. Oni što su zagubeni. Zabludeni. Od koga sakaš? Znači, ovako važi za pekambera sallallahu alejhi ve sellem. Za tebe šta znači to? Srce to tvoje treba biti vrzano samo za Allah subhanahu wa ta'ala. Tvoje to zemanje vazduh i davanje vazduh samo za Allah subhanahu wa ta'ala. Ne za nekog drugog. I to Allah dželešanu veli: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allahu akbar. Ako ti je pravi širk na Allah subhanahu wa ta'ala, ima da im se uništat on je dela što gi pravele. Znači što? Zečajet, namaz, dobro pranje, pomaganje. Ma kanu ya'malun, što ima praveno vo minatoto, dobri dela, a širkot im gi uništuvat. Kako rekao mi, ti si cel abdes, na najdobar način abdes. Jedna kapka puštaš, cel abdes se uništuva, se anulirat. Tak isto širkot je opasan vo ibadetot. Zato treba da se grižiš od ova mreža na širko da izleziš, da se čuvaš. Kako se čuvaš? So znanja. Bez znanja nema čuvanja. Ki si izgubiš sam sebe si i ki gi zabludiš drugita. I pekamber sallallahu alejhi ve sellem, ihwanul muslimin, ti je braćata muslimane, znači prevarantite muslimane, tako zaslužuva da se vikat, ti je velat za teuhidot i za širkot jedan ders dosta. Da, jedan ders dosta je. Ljudi to shvatili što je teuhid i širk. Ama kako da prame revoluciji, kako da turnime vladi, to traje 10 godini, 15, treba da se spremujeme, da se obučujeme. Koga mu rekli na Sejid Kutub, brati tvoj Muhammed Kutub, kada je be? Rekao, za Saudijska Arabija. Zašto ne je ovdje to je? Rekao, tu ima tamo druga rabota. Druga misija ima tamo. Zato Šejh Rabija go mrazat je. Zato ova priča. Šejh Rabija gi otkrije. Znači na početok ima i Saudijancita i drugi Arapi, ima dobro mišljenje za Sejid Kutuba i za Hasan al-Benna. Dojde Šejh Rabija jedan po jedan.
Вака рекол тој, аве книгата на го, цак, све грешките му ги фати. И затоа до ден денеска има голема омраза. И затоа не може да го понесат и да речат Шех Рабија, хафидахуллах. Тоа ги имат откриено, брат. Знаеш, некој ќе лаже, пример, киче во краци, да речеме, и сега ќе дојдеш ти и ќе речеш, ја ги фатив крациве. Државава не може да ги фати, ти велиш ја ги фатив. Краците ќе те сакаат тебе име некој ги фатиш, не? Никогаш. Овие се краци на верата. Тој што ти кради дома, ти кради парите. И моторката ќе ти укради, не знам што. Да, ама ахирето не ти го зел. Ахирето не ти го зел. Ама тие ахирето ти го ништуваат. Овие се поголеми злочинци. Овие се поголеми злочинци. Ама луѓето немаат во нивните очи има неговата куќа голема вредност. Неговото богатство, неговото чест, неговиот да му сокаше телефонот му се скрши срцето. А верата, ширк да се прави бидат, не му мрднат окото, не му трепери срцето. Имам Еузај рахимуллах. Го знаеш ове имам Еузај кој е? Мајка му на имам Еузај рахимуллах, кога го бараше имам Еузај во ночните темници да го види кај му е син му негов, бараше каде е наземна влажно. Тука беа солзидот имам Еузај. Брат, вакви калибри. Имам Еузај рахимуллах што велит? Имаму Шам беше. И се знае, имаме Еузај, брат, докато видиш имаме Еузај, брат, не се вели друго име. Речи имаме Еузај, мене ми е посакано да видам во една џамија огон, што не можам да го отстранам, од што да видам еден бидат, новотарија, што не можам да отстранам. Значи, види селев. И ова е штета огнот, ќе го запали тепикот, ќе направи штета. Ама бидатот е многу потежок штета. А ширкото ще појчи. Ширкото ще појчи. И поогромна. Затоа значи Аллах субхана ва таала wa anna al-masajid, навистина џамиите се само за Аллах джелешану. Фала тад'у ма'a Allahi ahada. Немој никого да се молиш. На никој, освен на кому? На Аллах субханаху ва таала. Значи тоа е само за Аллах субхана ва таала. Масаджид, џами овде, значи еднина арапски месџид. Масаджид, множина. Во мезхеб Ханефија, мезхеб ханефиски мезхеб, што велите овие овде сме ханефи, да речиш џаминче, куфр е. Мусејџид, арапски, значи, смален она џаминче, да рече, мусејџид, куфр е. Значи, гледаш колку се строги, а овие понашаат си лупаат како да им текнете. Џаминче во вакво, џаминче во такво. А вели сме ханефи. Тие на книга не прочитале од ханефи, вели сме ханефи. И значи затоа треба пазење, зашто ти кога влагаш во исламов, како влагаш? Со јазикот твој. Ла илаха илла Аллах. Ти дојде некој македонец, ако дојде некој македонец, што ќе му речеш така дали јас сум муслиман, сака да се направи. Ќе му речи ла илаха илла Аллах, Мухаммедун Расулуллах. Ова влага муслиман човеков се прави. Лажи, не лажи, не го работа. Ти не си да му отвориш срцето твое. Значи се влага во верава со шахадет, со устата што исто излагаш, можеш да излезеш од верата со устата, со зборови што ги изговараш што ти сврлат од верата. Значи затоа треба да пазиш. Како еден од селев што рекол, никогаш не се покајав кога су молчал, а многу пати се покајав кога зборував. Значи никогаш не се покајав кога молчав, ама многу пати се покајав кога зборував. Исто велат од селев, пред да го изговориш зборот, ти си сопственик на тој збор. Ти сега не зборуваш ништо. Ти си сопственик на тој збор. Ти го чуваш, ти го имаш под контрола. Ама ако ги сварли зборот надвор, тој те има тебе под контрола. Зошти? И на судење дојш утре, ќе трче ти го рече га збор. Ти судат, еве имаш речено. Не можеш речеш нешто го рекол. Затоа пази се. Пази се што збориш. И од пекамберот сам како беше од понашањето на пекамберот саллаллаху алейхи ва салам, дека многу молчеше. Значи не зборуваше нон-стоп. Молчеше. Зборуваше за потреба. Месаджид тука, Шейх Усаймин рахимахуллах вели дека тука се подразбират џамиите како џами, што е место за клањање намаз и зикр на Аллах джелешану, читање на Куран и така натаму, а исто месаджид иде зборот месаджидот сеџда, правене сеџда. Исто значи делата што ојшти на сеџда. Што значи? Делата што ојшти на сеџда, значи раците, челото, носота, колениците и прстите напред,
делата што ще на сечде, не му ги прави за никого, освен за кого? За Аллах субхана ва таала. Значи ови две значења. Месаџид, џамите како џами, да не ги употребуваат за ништо друго, освен за што? За правен ибадет на Аллах субхана ва таала. И друго исто, делата што правиш ти сеџде, стоиш на сеџде, не ги употребуваат за никого, освен за обожавање и правење ибадет на еден и единствен Аллах субханаху ва таала. Значи тој има створено и тој има заслужено да го обожаваш. Но мушриците, и тоа до ден денес ова тие го земаат, значи како ние земаме што наследуваме знаењето од пегамберите, така и мушриците наследуваат еден мушрик на други мушрик. И денес када поеш да му речеш на некој мушрик, зошто ти го обожаваш Филан, Абдул Кадр Џајлани или Хасан или Хусейн, значи внуците од пегамбера што се, значи Хусейн во Кербола, да, значи што ги имаат вистина предано таму, тоа е значи друга, значи историја. И ти одат им се молат на нив, велиш зошто ти го обожаваш него? Ти велат па јас сум прлав човек, неправеден човек, а тие беа добри луѓе, евлаи беа тие од еулија. И тој поблиско е ке Аллах, така тој ќе ме доближи мене ке Аллах и ќе ми барат мота потреба. А баш е ова ширк. Зошто? Што веле мушриците на пегамберот? Ма на'будухум илла лиюқаррибуна иля Аллахи зулфа. Ние не ги обожаваме тие богоите, киповите, што беа околу Мека 360 кипови. Ние ма на'будухум. Не ги обожаваме значи илла, освен исклучок лиюқаррибуна иля Аллахи зулфа. Освен да не сближат тие кај Аллах џелешану. Значи, ние не можеме да се дојдеме директно на Аллах џелешану се молиме, зашто ние сме расипани, прлави, неправедни, грешници, а овие беа упатени луѓе, ние им се молиме нив, а тие да не доближат кај Аллах џелешану. Ова е ширк. Излагаш од верата. Излагаш од верата автоматски. Абе кланя цела ноќ ако сакаш ти. 100 години во ибадет да ги помениш, ако правиш ова не си муслиман. Не си муслиман. И исто затоа ова е доказ ва аннал масаџида лиллах, навистина џамите се само за Аллах џелешану, оддалечување гробовите од џамите. Ова е доказ ва аннал масаџида лиллах. Значи да бидат џамите само за Аллах џелешану, а не тука да се клаваат тие како што мислат некои, тие се евлаи и тука затоа се закопани околу џамија и тие таке тие вакуфли место и тие се станати вакуфли луѓе, а тие може биле арами и краци расипани без намаз. Намаз никој пат. Алимите, еден дел од селев дури, велат тој што наклanja намаз е кафир. Иако јас него немам тоа мислење. Јас ги мислам од Шех Албани, Шех Рабија и другите дека не е кафир. Шех Уземин, Шех Возан 20 велат кафир е тој што наклanja намаз. Тој што наклanja е кафир намаз. Кафир, не е муслиман. Шех Рабија вели, доволно за да сватиш ти во која опасност се најдуваш за оставање на твојот намаз, а лимите не зборат, не прават дебата, дискусијата на нема дали си голем грешник, гревник. Не. Тоа е завршена тема. Темата се на танка линија се прави за тебе дали си уште муслиман или не муслиман, си кафир. Значи темата више не е дека ти голем греф можеш направено. Темата е дали си муслиман или не си муслиман. Ако сватиш ова вистина, значи ова суштина, ова опасност, има, значи нема да го оставаш намазот. Немало во времето на пегамберот салаллаху алейхи ва салам да рекол некој јас сум муслиман да не клanja намаз, брат. Немало, не постоело. Муслиман да не клanja намаз. Не постои. Не постои тоа работа, рече јас сум муслиман. Како можеш да речеш? Шурут ла иляха илlallah. Значи ла иляха илlallah имат што? Шурут, како се викаше понаа. Услови, баракаллаху фик. Услови има ла иляха илlallah. Од условите на ла иляха илlallah што е? Ел махабба, љубовта. Ти некога ако сакаш, земи пример на дуњалокот, сакаш својата сопруга или твоите деца, бараш близината до нив или се далечиш од нив? Ти тврдиш дека сакаш. Ако го сакаш некого, бараш близина, бидеш близок со него, да се дружиш. Ти видиш, ако сакам, никогаш, ни му се јавуваш, ни го бараш, ни го помагаш, ништо. Ова е лажно сакање, така? Некој вели да сум муслиман, ја вела ла иляха илlallah. Никогаш не му се клanja на Аллах џелешану. Каква е таа љубов према Аллах џелешану? Тој се лажи сам себе си. Сам себе си се лажи. Никого не лажи. Зашто има да умри, а да умирачката немат бегање.
и тогаш ќе застане пред Аллах субханаху ва таала и во голема опасност. Во голема опасност. И пекамберот сам рече, прва работа што се прашува човекот на судниот ден што е? Намазот. Ако би намазот во ред и другите дела се во ред. Прва тираш на граница. Што е прва работа? Пасушот. Ако пасушот не имаш, тој не те прашува после ден другите, ја дали имаш зелен картон или не знам што. Ти немаш главнава документ за да поминиш на граница. Исто така на судниот ден. Прва работа намазот. Зошто намазот е од најогромните ибадети што символизира теухидот на Аллах Джелешану. Ние кога го мрдаме прсот во намаз, овие што немаат, значи не се нула, испод нула се, како им велеле на брашат, немој ќе направите ширк, вие, така? Значи субханаллах, делата на пекамберот станаа ширка овие. Ова е значи од сахаба пренесено. Значи пекамберот правил ширк спрема нино, така со други зборови. Ти да му речеш нему таке, ваке, тоа немој да рече немат значи сила тоа да го рече пекамбер правил ширк, значи. Ама тој ти вели тебе, а ти го правиш тоа дело што правил пекамберот. Шейх Ибн Баз рахимахуллах вели мрдањето на прстот во намазот символизира теухид. Дека Аллах Джелешану еден единствен, символизира еден теухид само. Ти дека никому не управиш ибадат освен Аллах Джелешану. Овие денеска не, обратно. Значи ти не сватиле што е ширк и теухид? За ним станат ширкот, теухид, а теухидот станат ширк за него. Ибн Хаџар ел-Аскалани што праша Ерсан пред 2 вечера 3 кога беше за него, Ибн Хаџар ел-Аскалани вели од знаците на Јаумул Қијама, од знаците на судниот ден, кога вагите ќе се изменат. Што? Доброто ќе стане зло, а злото ќе стане добро. Тоа е. Брада, брат, брада. Денеска се смеуваат да носиш брада, така? Велат, не знам, порано немало бричо, и велат муслиманите немало бричо, не знам што. Не знам што. Значи, исто ова работа, ако некој прави некоја работа во исламот, прави, ама е мразит, е неверник. Ти ако имаш брада, и ти велиш, оваа брада е мразам ја, ама ја носиш, треба да носиш како муслиман, си неверник. Ова од навакитул ислам, што шех Мохамед Такмија ќе учи иншалла во иднина, од што го анулират исламот ја. Ти нешто го правиш, пример кланеш со текбира. Го правиш ти, ама не ти се свиѓа тоа дека требаш да имаш омраза за тоа. Срцето не ти лежи кафир. Значи види колку опасно работи со овие. А тие колку работи се смеуваат, видови и кленале гачиве угара. Тоа не знае дека во која опасност се најдуваат. Во која опасност се најдуваат. И значи намазот символизирата едно од најогромните ибадети, брат, што требаш 5 пати на денот да го правиш. Сијам, значи постојањето еднаш годишно. Хаџ е еднаш во цел живот. Ама намазот е зека ако имаш. Ако немаш зека, не дава зекат. И ако имаш зекат еднаш годишно е пак. А што е намазот? Секој ден 5 пати. Секој ден 5 пати требаш. Зошто тоа кажуваат дека ти Аллах субханаху ва таала го обожаваш, го правиш единствен. Тој намаз за никого не го правиш освен само за Аллах субханаху ва таала. И вели пекамберот салаллаху алейхи ва селем за тие што ги земаат гробовите, и гроб да се земе како се земаат гробот за џамија, или да се направи џамијата над гробот, ова се рачуна земање гробот за џамија, или градење на џамијата и после околу неја правење гробови. Двете се забранети. И првото е забрането, и второто е забрането. И во тие џамии е забрането клањање. Како што имаат гробови забрането клањање. Зошто? Шех Ибн Баз рахимахуллах вели, џамиите се патека што го носат човекот за каде? За теухид. Wa anna al-masajida lillah. А гробовите се патека што го носат човекот во ширк. Да. Значи не може да биде заедно тоа. Не може да биде заедно. И пекамберот салаллаху алейхи ва селем 5 дена пред да умре. Пекамберот салаллаху алейхи ва селем 5 дена пред да умре. Што рече? Ла'натуллах. Проклетството од Аллах Джелешану. Над кого? Ала al-јахуди вон насара. Над јаудите и христијаните. Зошто? Иттахаду кубура анбијаихим масаџид. Ги направија гробовите на нивните пекамбери џамии. Значи јаудите и христијаните ги земаа гробоите и градеа над гробој и околу кај што беа гробоите џамии. Значи место за клањање, брат. И тука се клањаат тие кај што беа тие гробоите. Зошто? Ти мислите дека ако се клањаат во тие места кај што имаат гробови од пекамберите, ќе дојдат поблиску до Аллах Джелешану.
Значи бара беричет во тоа. А тоа што на ла'натуллах, проклетство од Аллах Джелешану. И тоа што направи тие ги зема за џами гробоите од пекамберите. А денеска ги зема за џами гробоите од наразипаните луѓе. Значи видите ова споредба. Значи кога не е дозволено еден гроб од пекамбер да го земиш за џамија или околу џамија да го ставиш, тогаш какво е гробишта на обични луѓе други. Значи строго е забрането. Строго е забрането. И овде алимите велат за овај хадис дека доказ е дека пекамберот салаллаху алейхи ve sellem го почна неговиот давет во Мека со теухид и го заврши во Медина со теухид. Зошто? За да не ги земеш, значи тие кубур, значи те предупредуваат за да не панеш во ширк, да го чуваш својот теухид. И Шех Албани рахимуллах, прва книга што напиша Шех Албани рахимахуллах во Дамаскус, Иттихадул месаџид кубур. Значи да се земат гробовите за џами, прва книга што напиша Шех Албани рахимуллах. И ова кажа дека Шех Албани беше во патот на селефу салих. Зошто прва работа за теухид збореше Шех Албани. И тие гробишта се изчистат. И тогаш му дојдо на Шех Албани рахимуллах некои суфисти што беа, значи глави на суфизмот брат во Дамаскус во Сирија и му се закануваа. И му појдоа кога видов заканите не вредат кој овај, значи брака карпа, еден брат. Немаше гајле лавот. Не му требаше пари од тоа знак, изваат контата одма до ческа. Кога сакаат брат? Кога сака контата? Ти видиш кој конта носат. Во Албанија тие, ако имаш факултет завршено во Албанија, 1000 евра ти е платата. Ако имаш само јазикот завршено, 600 евра платата. Таквите. И затоа после веле луѓе земаш пари за брада, не земаш пари за брада, не, те купуваат. За после да збора овде како сакаат тие. Не да збора за Сеид Кутуба, не за Хасан Албенна, не за Мохамед Хасан, не за овега. Брача, ние сме брача, знаеш, ова пак, ова. И помени да, тоа сакаат. Не го продава брат, не се продава. На Шех Албани рахимуллах му појдоа кај татко му и му рекол, синов твој да го допираш, да го стопираш, да се заприч. Значи Шех Албани ги демонтира брат во книгава, значи. Од најогромните книги Шех Албани што напишано, значи ова за предупредување да не се земаат гробовите џами. И што направиат тие тогаш? Му појдоа кај татко му да го запрет и татко му Шех Албани му рече на Шех Албани или ти таа книга да исчезне, да се истрни од пазарот, да не продаваш повеќе, да не штампуваш, или да си од дома. Од дома си да излезеш. Шех Албани му рече дај ми 3 дена време да се размисля. После 3 дена му иде Шех Албани на татко му вели, јас си одам. Си одам лилlah за Аллах. Не за пари. Брат, денеска тие во Јорданија, Али Хасан, Мешхур Хасан, Селим Хилали, милиони прават со името на Шех Албани. Знаеш зошто им? Прават книги, штампаат книги, книга вака запишано наслов, и неговото име со мали букви негде, а овде имам Албани, со големо. Арапивец, Шех Албани има огромно име стигнато на цел арапски свет секаде. И ако видат арапиве, Албани пишат со големо, тој не пишат со што пишат со мали букви негде каде. Албани, милионски пати се штампат и се продават. Милиони плат. А Шех Албани немал пари да плати една карта. Треба да патува негде Шех Албани, да патуват и немал пари да купат картава за авион. А денес ќе прават на потал Шех Албани милиони брат. Милиони се во прашање. Тој Ибн Аби Лейла, тој бил што ги снимувал дерсоите на Шех Албани. Еве секако шехан или алмрсно дерсоите. Ибн Аби Лейла денеска со Дарул Маариф. Дарул Маариф е една куќа на што штампуваат книги во Саудитска Арабија во Ријад. Тој денеска се ценкат со Дарул Маариф. Дарул Маариф му вели за неколку дерсови што му шигма. Неколку дерсови, не се многу. 1 милион ријали му даваат. 250.000 евра. Кеш онма. Дај ни ги дерсовите да ги спремаме, да ги даваме на луѓето. Тој бара слуше појче. Видиш што прават? Ова не окажува, тие плачат. Тој Мохамед Хасан, Мохамед Хасан вели, знаете што синека видов еден сон. Што сон беше? Јас бев со ваке в џамија и дојде Халид ибн Валид, сахаби, и даде селам во врата и вие сите станавте кај него вака се пулите. Халид ви рече, Халид ибн Валид, значи што немал во телото место што него дупнал од
од неверниците. И велит Халид, сејте, вие ги имате шеф Мохамед Хасан. Види пример, ја ти дава пример, ти свати сам после, ти мисли сам. Генти е многу подобар, само Генти ден ноческа, може да се Генти е со нас брат. Шех Албани, знаете она што телефонира Шех Албани со една жена на телефон, му се јавува на Шех Албани и женава од Алгерија, и му вели Шех Албани има сон видено. Да. И Шех Албани каже, вели, ајде кажи го, тој не знае тој што сака женава каже, и кажуваат, и на крај му кажат дека го видов во сонов, дека те видов со пекамберот салаллаху алейхи селем, и пекамберот рече дека тој е Шех Албани, значи. И Шех Албани толку се емоционира во тој момент, што почна да плаче. И им се замолил на студентите што биле тука присутни да ја напуштат собата, значи не може да се смири шејхот. Ама не почна Шех Албани, видовте, јасу. Овде види, екса дес држи со снимување со камера и го да се гледа низ цел свет после. Джамитјаве Халид ибн Валид. Брат, све со фантазии. Значи, за ова второ меселе, дали го разбравте добро? Дека Аллах Джелешану не е задоволен никогаш да му се прави нему другар. Не со едно мелаче и не со еден пекамбер. Ова што те учи тебе и мене, значи ова треба во пракса ние да го ставиме. Утре мој да ти дојде човек и да ти рече, абе, му се моля новиот Чаков стариов беше хаџија, држеше многу, јас су расипан ваму таму, ама тој беше подобар, ја му се моля нему. Ти му велиш, види, Аллах Джелешану не е задоволен и со Мухамеда му правиш ширк. А како е стариов тогаш? Значи, ни го навредуваш стариов ти, а му кажуваш кој е правилниот пат. Значи, ти ова требаш, затоа го учиме ние, во пракса да го имаш, во предвид, не да му велиш, ама ние ваке, не, кажи му со пример. Аллах не е задоволен ни со пекамберот, ни со номелача. Па камоли, значи, што се подолу од нив. Ова е, значи, второ меселе. Трето меселе што треба да го знаеме, е ел-вала вел-бара. Ова е од базите на суннетот. Љубовта во име на Аллах Джелешану и мразење во име на Аллах Джелешану. Ел-вала вел-бара. Од базите Шейх Утемин рахимуллах велит дека е ова аслун азим, значи огромна база. Не само база, огромна база за ова ел-вала вел-бара. Имам Шафи рахимуллах, Мухамед ибн Идрис аш-Шафи'i велит: ти мора да сакаш и да мразиш. Ама да биди од оние што сакаат за Аллах и што мразат за Аллах. Зошто? Ако не мразиш за Аллах и не сакаш за Аллах, ќе мразиш пример некој ти влегол во бизнисот твој. Отворил дучан со фарби и го мразиш дошто ти станал конкурент. Значи ти не мразиш овде за Аллах, мразиш поради твоите интереси. Или го мразиш некого зашто ти ја зел девојката, значи ти си сакал тоа девојче да го земиш за жена, тој те претече тебе, го мразиш цел живот можеби. Или го сакаш онега кој ти носи убава роба, поевтина роба, со убава цена, него го сакаш тоа. Дуњалочки, да. Ти се одлучи се. Овај вториот на сакање и мразење немаш никаква награда, дури ќе бидеш и казнета. А првиот е за име на Аллах Джелешану, да мразиш да сакаш, ќе бидеш награден. Што треба да мразиш, што треба да сакаш? Да сакаш треба она што сакат Аллах и пекамберот, да мразиш треба она што мразит Аллах и пекамберот. Едноставно. Сватив тоа ви работа? Вели шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من هاد الله ورسوله. Онај кој е покорен спрема пекамберот и го направи Аллах Джелешану еден единствен во неговиот ибадет. Значи тој што покорен на пекамберот и го направи Аллах Джелешану еден единствен. Што е? لا يجوز له. Не му се дозволува на никој начин да ги сакат оние и да бидат пријател со оние што се противници на Аллах и неговиот пекамбер.
وَلَوْ كَانَ مِنْ أَقْرَبِ قَرِيبِ Allahu Akbar. Iako je onaj što je protivnik, je tvoj od najbliskite tvoj. Od najbliskite. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. I argument od je govoro na Allah Đelešanu. Znači vidiš šejh Muhammed, brat, ne ti kaže on nešto slepo, sledi me bar, ne. Odmah, veli nešto, argument od je ono što od Kur'ana ili od sunneta. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Govor na, šta veli ta Allah Đelešanu? لَا تَجِدُ قَوْمًا. Allah mu veli na pekamber od Muhammed sallam. لَا تَجِدُ قَوْمًا. Ti ne možeš da najdeš jedan narod. يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Što veruvat v Allah Đelešanu i v sudnji od den. يُوَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. I ti se prijatelji s onije što se protivnici na pekamberot i što se protivnici na Allah Đelešanu na pekamberot. وَلَوْ كَانُوا. Iako se tije آبَاءَهُمْ. Nivnite tatkovci. Au abnaakum. Nivnite deca. Au ihwanahum. Nivnite braća. Ovo je ogromna ajet. Znači ti ne možeš da nađeš narod što veruje v Allah Đelešanu i v sudnji od den i ti se prijatelji s onije što se protiv Allah Đelešanu i protiv pekamberu. Iako se tije koji? Nivnite tatkovci, nivnite deca, nivnite braća, au aširatuhum. Ili nivnata familija, nivnite bliski. Ulaike keteba fi kulubihim iman. Na niv. Znači ti što ne se prijatelji s onim, što su dalečuvat onim, Allah Đelešanu im go zapišal imanot vo nivnite srca. Wa ayyadahum bi ruhin min. I Allah Đelešanu im go sjačil nivni od iman. Wa yudkhilhum jannat. I ima da gi stavit vo džennet. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Što tečat reki vo nevna. I ti si za sekoga žvoneja vo džennet. Radijallahu anhum. Allah Đelešanu je s onim zadovoljen. Wa radu an. I ti si zadovoljen su Allah Đelešanu. Ulaike hizbullah. Ulaike hizbullah. Ti je se grupata na Allah Đelešanu. Ulaike hizbullah. A ti je što se tamo vo Libanon, što se vikat hizbullah. Znate ti je ima što se, znači od Rafida. Ti je se hizbu šeitan. Ne se hizbullah. Hizbu šeitan. Ulaike hizbullah. Inna hizballah humul muflihun. Allah Đelešanu veli, na vistina grupata na Allah Đelešanu se tije što se uspešni. Tije što se uspešni. El bara, el wala prvin, el wala znači blizok, blizina. El wala, blizina. El bara, oddalečuvanje. Znači blizina sakanje. Oddalečuvanje znači mrazenje. El wala wal bara. I pekamber sallallahu alejhi ve sellem rekao, najvisoki od stepen na iman od je, što? Najvisoki od stepen. Ili najjako to ne, najjaka ta vrvka na imanot, najjako to sinđir na imanot, što je? Da sakaš u ime na Allah Đelešanu i da mraziš u ime na Allah subhanahu wa ta'ala. Da sakaš samo za Allah Đelešanu i da mraziš za Allah Đelešanu. Šejh Uthaymin rahimahullah veli deka ova rabota muwalatul kufar, znači da bidiš prijatelj so nevernicite, tuka se podrazbirat, znači zašto ti je velat, ova mesele je važno mnogo. Ti je velat, znači taja i taja država, da ne velim se taja država ili taja, država, pravi dogovori so nevernička država, tako je? Poradi to je se nevernici tije. Znači ovak imate non stop vo temite nivni. Ovde veli šejh Uthaymin rahimahullah, za da bidi to da te isfarlit od verata, pomagane je vo nivnata vera da gi pomagaš. Znači ti se deklariraš kako musliman, da li si vladar. Sve ovdje ajeti ne važata i koji ne sudi sprema to što objavil Allah Đelešanu, to je kafir. Ova ne važi samo za vladarite, ovo važi za običnite ljuđe. Znači Kur'an ne sledi za vladarite samo, vladaro da go staviti vo implementiranje, vo praksa, ne. I ti trebi seko jedan sam da go staviti vo praksa.
Значи овде, за да стане човек неверник, е ова пријателство содржува да ти ги помагаш нив во нивната вера. За тие во нивната вера да не унапредуваат, а ти муслиманите таке да ги гњавиш. Значи нивната вера, значи ти во верата нивна, а ти пример, како вели Шех Фозан Хафизахулла вели дека оваа работа овде имаат неколку исклучоци, зашто некој, вели Шех Фозан Хафизахулла, може би ќе слушнит ајетите што треба, значи непријателство се држи со нив и сака да ги спроведи така, значи апсолутно. Но овие ајети треба да се ограничат. Ограничувањето е од прва работа, зашто да направиш за секојно меселе, за секојна работа во исламот, треба сите аргументи да ги собереш. Значи некои те прашуваат за оваа работа, за намаз, за дел од намазот, за абдесот, за хаџот и за другите работи, ти не земаш само она што ти прилагодува тебе. Значи ти земаш сите аргументи за да дојдеш, значи, до вистински резултат, за да сватиш, значи, вистината. Оваа работа, значи непријателството со оние што се противници на Аллах Джелешану и на пекамберот, ова не препрекува нас, што не препрекуваат да и повикуваме нив во исламот. Се ти како се еден неверник ќе го повикуваш во исламот, ако ти тотално немаш врска со него. Значи пекамберот салаллаху алейхи ва салам влагаше во Мека, во пазарите во Мека и повикуваше луѓе, речите о ејухан нас, овие луѓе што кулу ла илаха илlallah. Речите ла илаха илlallah. Значи ти требаш зашто многу овде прават осуди. Видел кралот, видел председателот, видел премиерот на некоја држава, се поздравува со други, прават договори за трговија, а вели неверници се. Не, тогаш и пекамберот или неверни се, ќе видиме сега. Првин, значи ова исклучува е што да ги повикуваш во верата. Втора работа, дозволено е да се прави мирен договор со неверниците. Значи мир. Аллах Джешану вели шо вели в Куран: "Ва ин джанаху лиселми фаджнах лаха." Ова курански ајет. Ако тие, слушајте добро, ако тие се, значи како се одат на таа страна, значи Аноин каасај. Си thonë Maqedoni. Anim. Ta Anoј, Anoј катај për shembull. Не. Значи да го трга и ги трга, значи од страната на ова алейкум селам рахметуллах. Значи тие ги тргат ним што за мир да прават, мирен договор, значи. Аллах му вели шо на пекамберот, фаджнах лаха. И ти, значи труди се да се прави мир. Значи Аллах وَإِنْ جَنَهُ لِسَلْمِ. Значи ти ако сакаат мирен договор, ако бараат тие разговор мирен, ити фаджнах лаха. Ити значи тендира. Ако тендираат, ова го барам. Ако тендираат тие, значи имаат тендација за мирен договор да прават, ити тендирај на тоа, оди на тоа. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам во Сулх ел-Худейбија, договор што направи со мушриците во Мека, со се викат договорот Худейбија. Во тој договор што кога рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам ја Али, о Али, напиши, значи беа две партии на договоров, така? Мушрици во Мека, Абу Суфјан и така натаму, и пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салам, како представник на муслиманите. Зошто затоа велиме да учиш, што учиме најпрви, значи да го учиш маарифето небији, познавање на пекамберот, зошто историјата, зашто да знаеш тогаш како да делуваш ти, што прави пекамберот во историјата него. И тогаш немој да те лажи секој нешто, види овие таму, што прават договори. Пекамберот правил договори, тие беа мушрици, неверници.
Кога дојде времето да се потпишаат, и пекамберот му рече на Алија ради Аллаху ан, што го пишуваше листот, му рече, ја Али, напиши од Мухаммед Расулуллах. Мушрикот рече, не Расулуллах. Ако јас верувам дека ти си Расулуллах, немаш да се тепам со тебе. Не Расулуллах. Мухаммед, синот Абдулла. Точка. Пекамберот рече, напиши го тоа. Сега пекамберот со тие, затоа не се отке секого да се учи, беру се глата, ќе се направи ваке. Значи, шој да збират прашки во ноча, прашки. Оке збират прашки ноча, тој ќе собере 300 други рабочи, зашто ноча не гледат тој. Таки со таки. Имаш ти, пекамберот салаллаху вели, 73 групи овој умет има да се расцепит. Овој Мухамед, умето на Мухамед салаллаху има 73 групи да се расцепит. Имаш ти сега 73 извори. 73 извори. 72 извори се изматени, лоша вода. Еден извор е чиста водата. Каде можеш да пиеш, ти кажи ми? Во чистиот. Е так исто менхеш селефу салих бедо. Ке никого други. Освен ке селефи. Зашто тие ќе расипуваат верата. Ти ош ке се кога купуваш материјал, не бараш не убајот. А тоа е дуњалок. Ако ти расипит материјалот, ќе ти расипит можда муштерите, така ќе ги избегаат. Што ти расипал дуњалокот. Ама ако ти расипит верата, со таа вера ќе влезеш во гробот, брат. Со таа вера ќе влезеш во гробот, каде денеска таа виде, жената таму може планирала деца, фамилии, внуци. Аллах џелешану му го пратила мелачето, мелекул маут. Нема враќање. Спремај се за тој саат, што нема бегање од тој саат. Нема ни секунда враќање. И не знаеш кога ќе ти дојде. Затоа пекамберот му рече Али и Омар му падна тешко на Омара ради, ја му рече, ја Расулуллах, ние сме во хак, ние сме во со нас е вистината. Пекамберот рече, остави го Омар, нека пишуваат. Од точките на договорот, што беше исто што се потпиша Мухамед ибн Абдулла, од точките на договорот што беше, ако еден муслиман од Мека, кај што беа уште мушрици, чафири, ако еден муслиман, таму е муслиман, избегнува за Медина, значи таму тие го малтретираат, го тепаат, го клаваат во жешкотината на Мека, 50 степени, го клаваат на земја на жешки камења и му клаваат дури камење наме, или како Хабиб ради Аллаху ан, Хабиб ради Аллаху ан, брат Аллаху акбар, Хабиб ради Аллаху ан, со маша му ги горе плечите назад, со маша. Омар ради Аллаху ан, кога влагаше Хабиб во меджлис, му велеше, Омар, дојди со мене, седниш овде, имаш посебна позиција ти. Значи толку го гнјаве него во Мека, брата. Со маша му ги горе плечите. Син му негов, Абдулла ибн Хабиб, Хаварич го тепа, брат. И жената него мој зваја бебето одме, брат. Мил мој зваја. Зато, брат, го мразам Сејд Кутуб. И не само се сите што се палетат е таму, брат. Ова е вера, брат. Ова не е игра, брат. Ако беше за игра, ќе одев по дискотеки, ќе се занимавав со други рабоче, ќе имав неколку пари. Ти жртвува све, брат, за оваа вера. Го утепа Абдулла ибн Хабиб, синот овај маш брат. Во Мека татко сахаби и тој сахаби. Беше со жената му него. Поминаа Хаварич со коњи. И дојде тој му рекол, нему што си слушнал од пекамберот. Што си слушнал тој пекамберот? Еднаш му рече што си слушнал од пекамберот. Тој ушето него, брат. Окото него го видел Мухамеда. Ти знаеш која работа ова? Пекамберот го видел со окото него. Тој им рече во фитна, кога имат фитна, значи има, значи, она проблеми, значи, расправи, тогаш онај што е седнат е подобар тој што е станал. А онај што оди е подобар тој што трча, значи, што брзо од на конј. И ти што направија, кога им го кажа тој хадис, тој му кажа хадисот, значи да ги врати нив од заблудата што има. Му рекол, ти си лажго. А Аллах џелешану ги очисти сахаба во Куранот, дека сахаба се сите не лажговци. Што велите? Ради Аллаху анхум, брат. Аллах е задоволен со нив, сите, многу, ова множина. Анхум, не анху, анхум. Аллах е задоволен со нив, со сите сахаба. Аллах е задоволен со неверници, со лажговци. Ради Аллаху анхум. И што направија, го убија него. Го дереја до крај река, цела река се направи крв. Го дереја, брат. Сахаби.
sahabi. Zato ne morate se čuditi danes kada ti je kralj od tamu, kralj od vamu, Feuzan, Uthejmin, Albani, Nečinat, se vakvi služitelji na kralojte, kupeni, vakvi takvi. Ne te čudi to vas. Došli ti je ubija sahaba, koga krvta na sahaba stana eftina, zamisli se daneska, ovi današnji vladari. Znači, za ne brani muabetija. Primjer, to je tamo, ko pred 4-5 godini, to je ISIS, džavolita, to je muslimanski pilot od Jordanija, čita Kuran, vo kafe zatvor, čita Kuran. Ti ne čafir izgoretego. Pekamber sam videl mravi, zapaleni kako se mravjalnik, zapaljen. Pekamber sam rekao, niko nema pravo da kazni so ogan, osim stvoritelja na ognot. Zabrane to da kazniš čovjek s ogona. Ni životno ne smeš ovo kazniti s ogona. I zato v islamu zabrane to je da mu se dupit ušeto na kučeto. Take prato ove dupenje na ušeto, ili kinjene na ušeto. Kinjene, da vidiš mi ti pološ, ne znam kako. Take, sve zabludni raboće, brat. Sve od verata naša ništa nema toa. To je maltretiranje za stokata. Pegamber zabranuoše da se jedan mravljalni da bi zapalen. A ti go zapalja muslima. To veli la ilaha illallah, to veli nisi muslimanna. I plus, wallahi wa billahi, v novina germanska, si vikat Fokus. Biše napišali germancive, se čudime so faktot kako vo Mosul, grad Mosul, što ga ima tije kako nivi grad tamo, ISIS ovdje, Daesh, Al-Qaida, se ti non-stop imene ogomenavat ISIS, se normalno se ISIS fatja i ovdje i te kvircive deneska velat ISIS ne čini, se propane, ISIS ne čini normalno. Ama dodaje tamo pred 3-4 godini, praća deca tam muslimansko, cekada. I tamo velat, tega vo Mosul, se čudi me velat germanci, što bile tamo novinarije sada snimua. Ena naselba cijela je nepipnata od ISIS. Nepipnata. Sve kako što bilo. Ta naselba bila jaudijska naselba. Shvatio sam ovam 1+1, brat, ja ne kažem golema matematika. Ova ne je fizika da ne možeš da shvatiš mnogo. Jednostavno vidiš oprat, brat. Da li krenale bomba vo Irana ti je ISIS, Daesh, nema nikakva bomba vo Irana. Kada vo muslimanski državi? Vo Irak, vo Sirija, vo Libija, sveka. Kada su muslimani? Suniti. Tamo ne, znači ti Nuri Maliki, brat, Nuri Maliki, što je Čafir, Rafidi, to gi puši ti od zatvora. Tekfirci ti gi puši od zatvora. I zatvora, ma ne nazad za Perzija. Ne, napred tamo, kje sunitite. Pravite kaos. Vidija Sirija daneska nazemna, brat. Kaj se ti još vika porano, hajdete džihad, kako to Jusuf Kardavu i drugi, kaj se daneska? Da će zgrešivme. Koga go zatvori Abdurrahman Bala. Abdurrahman Bala od Albanija jedna. To je, brat, tekvire, svite što od Albanija što zamirale, to je gi praćal tamo. Go zatvorija v Albanija nego. Sadula Bajrami plaćeše za nego. 15 minuta ima video. Ova ne je zabancija. Plaćeše. Veleše, najdobar brat što sam sretnal v život od moj. Nikoga ne sam se sastavao s onego zano, osam su profitirala od nego. A to je tekvirec, brat. Nosi muslimanske djeca da se gorat. I pustim kaže onak s fantaziji. Zato treba biti učenje verava. Verava učenje su temelj, brat. Da ne mora da ti kaže, da tu neko ki ti dođe da ti kaže basmi i prikački i ne znam što, gački, ne. Dođe argument. Koran i sunna. Šeh Rabija, šeh Ubej, šeh Fauzan. Pred da počne vo Sirija borbata. Uče prvi te demonstracije 2011. Rekao, ova je fitna. Ova je problem, znači. Ne, daleko sejta. Ali mi tu še pred da počne. Daneska site 2019 tako video koliko kaos napraja, a visnemo popravo beatija. Ne, ama koliko deca se zgorija, koliko majke se zgorija. Koliko deca se pokam pojte tamo. Kaj se ti je maža do razreča nije isprativ me tija deca? Što ste rodeni i možda ti umrat po tije kam povijest tu doj. Kaj se ti, ama nite deca ste doma, so parna se greja tu bojto, so podno parno i so radijatori. A drugi deca ne interesira. Zato, brat, go mrazat šeh Rabija. Ne je za nešto drugo, brat. Ovdje rabču se ima otkrinuo šeh Rabija. Ovdje imam. 90 godina ima daneska. 90 godini, brat. To vidiš, brat, sve samo non stop čitata. Oralda. Očite bez naočari čitati. 90 godina ima. Bez naočari čita šehova.
Значи, дозволено е да се прави мир со неверниците. Зошто пекамберот направил мир. И што рековме, од точките на мирот, ако некој муслиман со маки тешки избегнуваат од Мека, значи се спасуваат од тој пекол тамо, избегнуваат во Медина, оѓе пекамберот да го врати пак во Мека. А ако еден од Медина чафир замени во Мека, ти не треба да го врата назад. Пекамберот го попишува тоа. Ова е брат во Бухари муслиман. Си муслиман, ова е муслиман. Ова е муслиман, брат. Ја затоа вела, ако беше спрема сваќањето на Хауаридж, и пекамберот е неверник, брат. Спрема таа идеологија, тоа сваќање на вера, и пекамберот е неверника. И сахаба се неверници. Тоа. Овие точки се, брат, од договорот. И пекамберот има направен договор со куфар. Но алимите велат, овај договор е пред големиот влез отворање на Мека. Аллах Джелешану ова го направи причина, овај договор бил големот Фетхул Мубин, јасен, огромен отворање на Мека. Зошти? Кога направи пекамберот договор со чафирите во мушрициве, тие го напаѓаа појчи пекамберот во Медина. Тогаш почнаа сите арапски држави да идат муслиманите, да се прават муслимани ке пекамберов. Кабили, значи, фамилии. Што муслиманот се направи милиони. Кога дојде во Мека, не можам да се противстават појчи. Голема војска. И ја отвори Мека, не окарши ни едно нешто, брат, да утепа никого. И пекамберот им рече кога застана тука, кога искарши сите кипови. Значи, види мудроста на Давидот, брат. Пекамберот кој беше во Мека пред тоа, не ги искарши киповите тука околу Чабедот, така? Седеа киповите тука, зошто нема моќ. Ама сега дојде пекамберот со муслимани со голема војска, тогаш ги искарши киповите. Значи не бара брзање, он ме сака одма да вида Давидот мој да се види. Не, чекај. И ги искарши киповите. Што рече пекамберот? Им се обрати на Куреш, што тие цел живот 23 години го малтретираа и муслиманите ги убиваа. Што рече? Што мислите што ќе правам со вас јас? Што мислите што ќе правам со вас? Му рекоа, ти си син од добар човек, ти си добар и ти си син од добар човек. Пекамберот сам рече, одете си, вие се слободни. Значи не почна да се одмаздува за своето себе и да прави, значи, плетки и да ги тепа. Не, одете си. И тие луѓе се направи муслимани после сите. Кога видеа како постапи пекамберот, и тие сфатија, брат, дека овие Мухамед не бараше столој да има. Сега више имаше, стигна на врвот. Му се отвори Мека и Медина. Ама не бараше тоа, не му интересираше на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Главна работа да примат исламот. Затоа треба студирање биографијата на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. За да знаеш ти, за да знаеш како да постапиш. Види пекамберот како постапувал. И после вила тие зош пиел тој Кока-кола можда в чаша, не пиеше виното. Ти виде виното дека беше не виде. По шеријатски да поеш, да обвиниш некого, пример ова е сега вода. Значи не ракија пиеше, мастика имаше направено домашна. Така е шеријатски треба да докажеш, ако не докажеш дека тоа било мастика, ќе ги знаеш сам после. Тоа е шеријата. Значи не во шеријатов ти обвинуваш за кого сакаш збориш, го клеветиш, ифтирија му правиш, вакво во честа му зборува за него, за фамилијата, за черките, све, и велиш ова е шеријат. Не, ти ќе дојдеш, чекај, се зборува за него, ваке черка му, така черка, докажи. Донеси сведоци, нема сведоци. Чекај сега, ти ќе изаш пандрагот. И после ќе велиш другиот пат ќе збори тој за тебе. Ама ти не се спремани за вакви работи, брат. И после виката, ваке така државите и владарите. Гледај сам првоша. Крало Селман, брат, не му рече на Трамп пи кафе со десна рака? Го имате ова видено или немате видено? Ко беше Трамп во Саудитска Арабија и Трамп кафево, во Саудитска Арабија имаат специјално кафе, арапско кафе. Знаете ви што се биле? И Трамп да пие со лева рака. Му рече Селман кралот, не се пие со лева, со десна се пие. Земи ово десната. Брат, знаеш кој е Трамп? Најсилна држава има зад себе. Ова не е ти му велиш некој градоначалник пи со десна рака, брат. Плюс во камера, во јавност, лајв се пренесува нешто. Ти му велиш пи со десна рака. Брат, требаш мажиш да биш за ова.
Брат, ке може да мръчи да дойде пример кај нас таква личност, брат, мръчи да го учиш некако да пијат кафе, ајде. Трамп е сам, брат, 30 години изгора човек, стар човек е во прашање. Ти му видиш писо десна рака на. Ева треш важило, брат, да имаш. Брат, исто Обама, пред Трамп беше Обама, така? Изборите беше, брат. Трамп, Да, неки да. не се налези таму. Тоа е друга муавета. Овја Обама ако беше, и на Обама беше му направиле саудјанциве, кралов и фамилијава, една препорака, кога дојде жената Миша од кај нас тука, да не се облакат во мини рок, така, беше имала, знаете, мини, значи, она како сукна кратка. Туку да се облече со сукна додолу, значи, покринали пантули широки, што знаја. И тие, значи, како тие таму, тонино, таа дојде од тука и таа во кратки беше облечено, значи. И сега кралов, Селман, му вика на Трампа, на Обама, се поздравува со него, со жената му не се поздравуваат, брат. Значи, ова не е поздравување ти во фамилија, што никој не е со никого, значи, ова со личност, брат, светска личност, и не се поздравува со жената му. И му вели сега на Обама, Селман, му вели, ова е во YouTube, брат, се гледат, ова не е нешто што да криеме или не знам што, му вели, еве се Езанов се вика за Екиндија, ке ме чекаш овде на писта. Го става пола сад на 45 степени да очека, брат. И сега после време марионети се вакви и такви, брат. Ние беше искраен. Ние не велиме дека се совршени, брат. Ама кажа вистината она што е. Кажа вистината она што е. Трета работа, што е дозволено со, значи, оние што се неверници и непријатели, значи, на Аллах Джелешану и на пекамберот, дозволено е ним да им се дајта нивната плата или нивната награда, ако тие се доброчинсти према муслиманите. Значи, ако тие ти направи некој добро, некој добро, христијан, јаудија, што да бидел, ти направува некој добро, не ти е забрането верски, да му го вратиш со добро. Зошти? Ајет во Куранот. Значи, ние не велиме, еве, Аллах Джелешану велит Аллах Субхана ва Таала, ла јенхакумуллах. Аллах Джелешану не ви забранува вас. Што не ви забрануваат? Ани ледина лем јуқатилукум фид дин. Аллах не ви забрануваат вас спрема оние, значи да бидете добри, што не ви прават вас борба за вашата вера. Значи, не се борат против вас тие за вашата вера. Значи, поради вашата вера не ве убиваат тие вас. Уалем јухриджукум мин дијарикум. И тие вас не ве ваѓаат од вашите куќи, од вашите домови. Значи, тие вас ни поради вашата вера не ве тепаат, не ве убиваат и не ве извадуваат вас од вашите домови. Аллах Джелешану не ти забранува тебе, што? Ен табаррухум ва туқситу илајхим. Аллаху акбар. Аллах не ти забранува тебе, значи, кои се тие две? Не те тепат поради верата, не те убиват и не те важат од твојот дом. Аллах не ти забранува да бидиш добар спрема него, доброчинец, не добар, доброчинец, ова е поголемо добро. Доброчинство да правиш и што? Да бидиш праведен спрема него. Аллаху акбар. Значи, ен туқситу илајхим, да бидиш праведен. Зошто? Значи, не се вели, овја е каурин чафир, може да му правиш неправда. Лажи го, кради го, прави му, не. Еве го, ен туқситу илајхим, да бидиш праведен. Кад тие што прават крадење на струјата и на вакви, ево, ен туқситу илајхим. Инна Аллаха юхиббул муқситин. Инна Аллаха юхиббул муқситин. На вистина Аллах Джелешану ги сака праведните. На вистина Аллах ги сака праведните. Значи праведност и спрема муслиманите, и спрема неверниците, и спрема животните. Фудейл ибн Ијад, еден од имамите на Селев, брат. Што вели? Тебе ти е забрането да му правиш неправда на една свиња и едно куче. А како е на инсанот? Значи, зошто прави пример свиња и куче, значи нешто од најгадните животни. На свиња и куче ти е забрането да му правиш неправда. А како е на инсанот, на човек? Забрането е неправда. Неправда. Зошто кога го прати пекамберот салаллаху алейхи ve sellem Муаф ибн Џебел радијаллаху ан во Јемен да повикуваат. И му рече прва работа што ќе викаш ла илаха илlallah Мухамедун Расулуллах. Ако те слушаат во тоа, тогаш што намазот, после тоа што зекатот, после тоа сијам, после тоа хаџ. И што му рече, кога му рече за зекатот, и чувај се, значи не да му ги земаш
на луѓето кога ги даваат зечај, најсаканото што ги има тој. Пример во овциве. Овци. Прашајте ги овие оџе што се прават овде, колку овци треба да дадеш зечај, не знаат. Или колку камели треба да дадеш зечај, не знаат. Значи ако имаш 40 овци цела година, една овца треба да дадеш зечај. 40 овци една овца. И сега тој ќе поиш, значи порано во времето на пекамберот и на сахабите, имало значи човек од државата поставен, како денеска порез што имаат овие, од државата поставен што да значи зечатот го збират од народот. И ти сега кога ќе филам човек пример ке Джоколенот или ке Мухамеда, имаш ти овци, ја не ти го зема тебе најубавото што ги имаш. Средна класа. Значи не најлошото, значи после ќе му дадеш некому, значи тој не го сака некој, ти сакаш нешто да ти даде тебе најлошо, не. Ама и тој да не се допре, да не го расипи се. Значи Исламов брат многу пази срцето на човекот да не се расипи. Значи ова Ислам многу се грижи. Го чува, значи да не се расипат срцата, значи срцето е многу нежно. Мал збор може да се расипи срцето, значи да се расипат контакт, да се расипат врски. Значи не го барам ни најубавото, а не и најлошо, значи средно. И што му рече на Муаз ибн Џебел, "Ваттaqi da'watul mazlum", и плаши се од молењето, значи од довата на оној што му направено неправда. А тој ќе го прати ке него ке Ехлул Китаб, ке јауди и христијани. Ќе платиш, значи ако му направиш на христијан неправда и тој прави дова ке Аллах Џелешану, ќе не е свен, значи Аллах субханаху ва таала искрено ќе му се примине модовата. Значи затоа треба многу пазење. Не се прави неправда спрема никого. Праведен си спрема својата фамилија, жена, деца, надвор на улица, в џамија, на пазар, секаде. Пекамберот салаллаху алейхи ва селем влезе во Медина в пазар. Влезе во Медина в пазар и кладе, имаше урми. Еден човек продаваше урми. Урми продаваше. И ја стави раката во урмите внатра, поглабоко. И фати урмите навлажени беа расипани. Значи згоре имаше клано. И да се кена, значи се практикува тара. Значи горе убај патлиџани, убај компир, убај ова, убај. И здола, значи урмиве беа расипани. Што му рече пекамберот на тој човек, му рече: "Мен гашана лейса минна", кој не преварува нас, не е од нас. Алимите шо велат овде? Ова е менхедж, брат. Ова е менхедж, брат. Ова не го најдуваш, брат, освен ке Џемал Јакуби во Македонија. Што рекоа алимите? Ако е забрането да преваруваш во дуњалокот, тогаш како да преваруваш некој во верата? Од овај хадис се учи. Значи, ако е забрането ти да го превариш некого за дуњалокот, што се гурми, патлиџани, како е се некого да дојдеш да го превариш за верата? Со хадиси манипулација му правиш, да не му го докажеш хадисот, да ова, да она. Што ви рекле тие вас за таравијата по 4 речати, така? Истиот хадис од Аиша радијаллаху анха треба да го прочитате уште 4-5 редови подолу, е одговорот тука, брат. Дека 4, ама 2 по 2 и кланяше. Тука, ама тоа не кажуваат, не пастира за нив. Гледаш, ова е манипулација. Ова е, значи, преварување во верата. Значи ти му кажуваш нему како јаудите, кога дојде пекамберот сам ке ним за на работа што се тие што направија и едно јауди го кладе раката кај едниот ајет. За да не сече, зашто тука беше против нив се дочеше тоа. Така и тие прават денес. Значи ти кажуваат хадисот само тоа што му прилагодува него. Првиот дел или остред или накрај, ама целата ја кажат дека сватиш сам дека тој е во грешка. Тоа го запамтил тоа, да не Ма го запамтил за неговите желби и страсти да ги исполнит. Значи, нас не е дозволено, значи да бидеш доброчинец и да бидеш праведен спрема оние што тебе не те убиваат и не те важат од вашите домови. Тие, Садула Байрами рече Бемиши, тие сите таа цела палета, брат, кому се допаѓа, му се допаѓаш, кому не е негов проблем, ја. Тие им кажувале на луѓето дека ние сме во Македонија во џихад со македонци, да, џихад сме. И во Македонија се случило во Скопје пред 10-15 години силувале македонки. Знаете ви за веравоча? Да, текфирци, брат, силувале македонки. Зошто ови се од ратот фатени заробенки, уминија ноќта и ништо остаа после. Банки краделе, телефоните краделе, зошто велел во борба со македонци, влагаш во македонски дучан, му го крадеш телефон. Халал вели нина. Појче вели халал не било што ти што работа внатра. Замисли за блудата, патариње не плачаат. Бегале на патариња. Зошто во борба сме со македонци. Ја не гледам овде борба. Гледате вие борба? Нема борба овде.
Дали тие македонци те важат од твојот дом? Не те важат. Дали ти кога се кланјаш или идеш џаме македонци те пречи тебе? Не те пречит. Тогаш тебе не ти е забрането да бидеш ти доброчинец према него. И плюс што? Да бидеш праведен. Ама тоа проблем, брат. Тие немаат учено кај што треба. Све со лаги, со манипулации и после продаваат брат ефтини рабоче. Друга, четврта работа. Значи слушате добра оваа работа. Иако е тој при мене пријател на Аллах Джелешан на пекамберот и неверник, ако ти е татко, вели Шех Фаузан, или мајка, не ти е забрането да бидеш доброчинец према нив. Значи ако ти е татко, се има луѓе се конвертираат во исламот, така? Неговите татков, мајка и татко стануваат уште неверници. Исламот не ти забранува тебе да бидеш доброчинец према нив. И да ја помагаш. Да. Да, братот Абдулазиз. Значи, зошто? Ова е аргумент во Куранот. Значи, види ние нонсо велиме, значи кажува Шех Фаузан нешто, аргумент од Куранот вели. Значи не кажуваме нешто, прави го ваке без аргумент. Не. Аллах Джелешан што вели? Wa in jahadaka ala an tushrika biya, значи ако тебе ти прават дискусија, тебе те тераат тие да ми правиш ти мене друга, значи на Аллах Джелешану. Ма лейсе леке бихи илм. А ти нема за тоа знаење, фала тути'хума, не биди послушен спрема нив. Значи ако тебе родителот те тера да му правиш на Аллах Джелешану ширк другар, овде нема послушност. И после wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Ама биди спрема нив во дуњалокот со добро понашавање. Значи ти ако те тера тие за ширк тебе, не ги послушувај. Значи ти ако те тера тему се молиш на некој пекамбер или на некој друго, на некој гроб, не, овде велиш ова е стоп. Ама во дуњалокот, значи да болење, има потреба за пари, финансиска, му помагаш. Зошто? Тој те помагал тебе некогаш. Кога те помагал? Кога си бил најслаб. Кога излагаш во дуњалокот. Не знаеш како да одиш, не знаеш како да пиеш, ништо не знаеш. Кој те гледаш тебе, тие родителите гледаат тебе. Ти имаат право, иако се неверници. Ако е муслиман, уште повеќе имаат право. Значи тука да не збориме. После втора работа во Исламов, после обожавањето на Аллах Джелешану, единствен, што? Доброчинството спрема родителите. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Аллах Джелешану осудил. Што осудил? Да не обожаваш никого друго освен Аллах него. И што друго? Wa bil walidayni ihsana. И да бидиш после, значи теухидот, после најважната работа што поради неа си створен, после тоа што? Wa bil walidayni ihsana. И спрема родителите да бидеш доброчинец. Еден човек му дојде од Јемен на Абдулла ибн Омар радијаллаху анхума во Мека, му рече, ја мајка ми моја имам од Јемен донесено од овде ушка назад за да прави хаџ. Дали сум се одолжил нешто? Му рече, никога не сум се одолжил. Ова е Исламов. Да, ова е Исламов, брат, ова е Исламов. И после кажуваат фантазии. Плюс, не смееш дојдеш во џихад без дозвола од родителите, знаете ова? Да. Ова е џихад правилно. Родител треба да дојде да праша тебе. Ако не му дозволиш, тоа седи дома, не сме да дојде никаде. Ама тие што прават џаволите од Исис? Ти велат, татко ти е неверник, чафер. Мајка ти е чафирка. Затоа не смееш да ги слушаш ни. Значи ти прават твоите родители што се муслимани, што се кленаат по 5 пати, ти ги прават чафири. За да послушноста да се анулираат. Во Алгерија, брат, во 90-тите години, текфирците, значи имаат правено овие џаволиве Исис, овие не се од денеска дојдени, брат. Само ние што не знаеме историјата наша исламската, мислиме дека овие дојдоа сега 2014 година, 2015. Не. Имаат тие пред ним колку лоши работи направено во Алгерија. В планина седеле горе. И се учеле џаволите таму, оди дома и рече дека си правил покајување. Се покајал од тој пат и кога легнат баба и мајка ти заколи ги. И полно алгеријанци, брат, родителите не имаат заколено дома. Тој е патот на Бин Ладена, брат, и на Абу-Бекр ал-Багдади, на сите тие како се викаат џаволи, брат. Џаволи, брат, џаволи, злочинци. Против овие треба жестоко предупредување, брат. Жестоко. Ама денеска на џума се слуша некој пат сами да зборам, никогаш не знаат. Тој не знаат да се изрази. Тој сам не знаат историјата исламска. Да каже на муслиманите, ваки овие џаволи, уште Усмана радијаллаху анху ги имаат убиено. И
Значи ако е родител, и ако е немуслиман, значи неверник, тебе ти е дозволено, а ти си муслиман, тебе ти е дозволено да бидеш доброчинец према него и да го помагаш во неговите потреби што имата. Друга работа, петта работа, што е дозволена да се прави со неверниците, правење трговија, купопродажба. Значи, пример, ти велат, Саудитска Арабија купува тенкови од Америка, 400 милиарди долари купила. Види какви се овие. Така? Еве, ова е дозволено. Купопродажба дозволено е правење со неверниците. Дозволено. Зошто? Пекамберот салаллаху алейхи ве селем со јаудите што правеше во Медина, купопродажба правеше. Купуваше јадење. И дури пекамберот салаллаху алейхи ве селем умре и ги имаше неговиот панцер, зашто во исламов ова е дозволено. Како? Ја немам пари да ти дам за нешто да купам, ама имам крава, пример. Крава дома или јара или коза. Ја ти велам, миџо, дај ми еден кубик дрва или дај ми 100 евра, еве ти кравава моја за сигурност. Кога ќе ти вратам ја париве, ќе ме вратиш ти мене кравата. Ова е дозволено во ислам. Пекамберот салаллаху алейхи ве селем правеше како? Не знам како се вика тоа, брат, по наше. Арапски рахнун. Рахнун, значи го сатите што примерот што го кажа. Да, ова е дозволено. И пекамберот умре и неговиот панцер што ги имаше пекамберот беше кај нејаудија. Зошто зеде од јаудијава јадење леп, му го остави тоа нему како кауција. Значи праши купопродажба со ним. Имаше алаш вереш по наше речено. Па се хајде, некој ќе ти дојде тебе, зошто влезе македонец во дучан твој, ваке. Одем ти мисла таке, брат. Еве, дозволено е, пекамберот го правил тоа со јаудита. Купопродажба дозволено, брат. Дозволено. Но овде имат месели на други. Ако ја дам ја тебе кравата моја, ти ја чуваш кравава сега 2 недели. Кој му дава овде сега зоб, трици и мес? Зашто мене мужа нема дома снемано се, сега ќе донеса тебе, еве кравава, дај ми става. Иди ранија дома. Ова е забрано, не. Ја со кравама ќе ти донеса и трици, и зоб и сено. Ова е ислам, ние знаме што е исламов. Исламова секоја работа има деталирано, средено како треби. Друга работа, млеко таа крава што пушта, дали смееш ти да ја молзиш и да употребуваш млеко? Не смееш. Зашто ти е дал тебе кравата како кауција, ама не незиното млеко. Треби само со барање дозвола од сопственикот. Ова е све во нашата вера. Ама тие што велат текфирците, ихванул муслимин, тие не се разбираат за ништо, за шех Фаузан, шех Утемин, за шех Албани, тие знаат за менструација да зборат, за женски рабоче. Овие се важни рабоче. Имам Ахмед рахимуллах за менструација 5 години, брат, дерсови држал. Менструација е многу компликувана работа во исламов. Зошто? Поврзана е со намазов, поврзана е со постот. Значи жената кога во менструација забране тоа да држи. За да му научиш сите работи детални, има некој пат крв што е расипана крв. А многу жени мислат дека тоа е менструација, а таа не е менструачка крв. Пекамберот што мрже на Фатима бин Хубейш, една жена кога дојде во времето на пекамберот, салаллаху алейхи ја Расулаллах, ја не ми се запирал мене крвта да го оставам намазот, пекамберот му рече не. Иннека залика хиркун, може тоа е повреда што е внатра значи во вагината случајна повреда. Туку ќе ставиш памбук, иако би течел крвта после натепик, ти ќе клањаш таке. И секој намаз ќе земаш абдеса. Значи секој намаз ќе земаш абдес. Јалините рекле дури, таа жена што има нон-стоп крварење, таму ти 2 намази да ги спојувате, зашто има тешкоти многу. Значи овие меселина се, што се поврзани. Иншаллах ќе почнеме за вакви за фирк да учиме. За овие многу важни работи се исто пример однесување, значи брат Абу Зер ел-Гифари радијаллаху анху, овај сахаби, вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем научи нас све. Дури пилено што летат во воздух знаеме како и што. Све има пекамберот салаллаху алейхи ве селем научено. И затоа пекамберот салаллаху алейхи ве селем вели со ве оставил во јасен пат, сјаен пат. Ноќта е како денот. Никој не загрешува, не заблудува овој пат, освен оние што е уништен човек. Значи што не се сакат себеста, добрината. Шеста работа што е дозволено, што е исклучок од овај ајет, значи исклучок што
Аллах Джелешану ни дозволи нас да се жениме со жени на Ехлул Китаб, на жени јаудинки и христијанки, со услов да бидат со морал во нивната чест. Значи имате они жени што се честни. Значи честни. Значи муслиманката не смеат да земит јаудија или христијан, не смеат. А муслиманот мажот смее. Зошти алимите велат овде? Зошти децата после значи во многуте ситуации мажот значи има многу повеќе влијание и дури во многу ситуации жената станува муслиманка. Жената ако под кајнив, природата на жената е слава. Значи мала водаш вели ми не понаша. И после што? Значи во опасност е таа верата да изгуби и плюс децата нејзине. Затоа значи со услов значи дозволено ли е нас да се жениме со јаудинки и христијанки. Но ова Омар радијаллаху ан многу го рекол значи да се отстрануваме од оваа работа. Зошто и тука имаат значи големи штети. Значи оваа ситуација пример, ако ти више не најдеш муслиманка жена и ти имаш страв да паниш во блуд во зина, тогаш оваа работа ти се дозволува. Зошто? Зошто и овде имате штета што може таа жената да ги прави децата по нејзино и значи си изгубил децата после, ти си причина за тоа. Значи затоа треба да пазење во оваа работа не, реков Семир на дерси, се оди утре и прави што сакаш. Не. Треба да пазење, прва работа се гледа муслиманка. Значи и не муслиманка, бевке не го прашав миѓота рече нема за тебе девојче овде. И готово више се ке македонката. Не. Не една година ќе појд, може 2 години ќе бараш муслиманка жена. Ако немаш можност, тога значи се дозволува. Исто е дозволено Шех Фузан вели да ги јајме нивните месо. Значи нивното месо. Значи месо од христијаните одите дозволено значи. Во месара, значи месо не велиме за свинско месо, значи говечко месо ако рече, дозволено е. Дозволено се јајде. Исто седма работа е, ако те вика тој примерно на кафе или на јадење, дозволено е да му се одзвиеш на тој повик. Зошто пекамберот салалсам така направил? Значи во некој случај пекамберот е повикан од јаудите и бил кајни јадел кога сака да го отруа пекамберот. Каде беше пекамберот на вечерата? Кај јаудите беше. Значи дозволено е да пушка еден кафир на вечера ако те виката. И исто дозволено е да се прави доброчинство спрема комшијата што е неверник. Зашто има право на комшилок. Тој има право на муслиманот, значи верата наша многу е овде, значи ја чува тоа комшилокот. Иако е неверник, е дозволено да бидеш доброчинец према него, да го викаш на јадење, да бидеш добар, да го помагаш. И во вистина, ова е повикување Давид правење за него. Значи го повикуваше во ислам, ако си добар човек. Зашто ако види пример како се понашаш ти муслимански, исламски, има да ја примит верата твоја. Ама тој гледа ти го лажиш, го крадеш, си му влегол со межникот внатра, тој бил на ферија, баб межникот 2 метра, ево межникот, межници овие се. А ти межникот сам си го менила. Затоа пекамберот сам рекол во хадис, оние што стават межници, што ги менуваат межниците, на судниот ден 7 пати, значи ќе му се вртат околу него тие земја што е зел тој за него. Значи тоа да каже дека голема казна има да имат. Затоа значи забрането межникот да се мени, ни на муслиман, ни на немуслиман. Забрането. Исто последна работа е што дозволено спрема неверниците, што исклучок од ајетот, забрането е да им се прави нив неправда. Зашто Аллах џелешану вели: "Ла јеџрименнекум шанаъану қаумин ала алла таъдилу, иъдилу хуа aqrabu литтақва." Аллах џелешану вели: Аллах немој да ве натерат вас, слушај добро значи, немој да ве натерат вас омразата спрема еден народ да бидете неправедни. Бидите праведни. Тоа е навистина поблиско до богобојазливоста. Значи ти имаш омраза спрема човек, личност, при една или многу личности, немој да ти дозволи таја омраза за ти да станеш неправеден спрема нив. Биди праведен со нив, иако ги мразиш и не ги сакаш, ти биди праведен. Тоа е најблиско до богобојазливоста. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.